Наташа Миха, ти посакувам добри дојде и искрени, или од Марко те коментиравме денеска, честитки за ова што си го сработила, не само ти, туку и сите оние кои што се задолжени за истото. Многу моќно звучи, рок, модерно, светски дури би рекла. Фала многу и ви благодарам на гостопримството тука. Стално ми е убаво кога ќе дојдам кај вас во студио. Како се создаде Winning Every Game? Многу спонтано. Многу спонтано, едноставно се случи наплив на инспирација, кој што првичната идеја се случи од музички аспект, беше создаден битот и ритамот. И тоа беше нешто кое што мене лично ме инспирира, ми звучеше уште од сам старт заводливо, некако се случи вокалната мелодија која што подоцна ми наложи текстот да си биде на англиски јазик, затоа што така си го почувствував како посоодветно, за да кореспондира со целокупниот пакет и замисла. И да, тоа отприлика така се одвиваше создавањето. Пењето на англиски не ти е нели нешто што е непознато, меѓутоа ова е прва твоја песна лична која што е нели на англиски јазик, велиш така едноставно при создавањето едноставно се одвиваше можеби на англиски, како да кажам, во главата. Колку сметаш дека вака можеш полесно да се пробиеш на европски пазар, бидејќи имам чувство дека во екот на пандемијата, нели зборувавме тој прималку кога камерите нели светеа црвено, дека многу бизниси процвета или многу луѓе направиле целосна промена во нештата, меѓутоа една од исто работите која што да речам бувна на некој начин или магично ја доживеа својата популарност е таа дигитализација во смисла на тоа дека денеска се ни е достапно и дека многу луѓе можат од тука да функционираат, да работат за странски пазар. Па претпоставам дека и пеењето на англиски може да ти отвори многу врати. Што мислиш конкретно ти за тој момент? Апсолутно останува отворена таа карта, но тоа не беше мојата првична замисла кога ја создавав песната. Најмногу акцент има вставено на самата музика и самата песна. И кога си ја изградив приказната, односно си го направив сценариото во глава, тоа што сакав да биде презентирано и да биде слушнато, едноставно беше невозможно на македонски јазик да биде никој работи не може да се долова. Самата целина. Да, и затоа го избрав англискиот јазик, затоа што знаеш, секој јазик си има своја мелодичност, свој начин на акцентирање и ова беше многу соодветно, но не е исклучена можноста дека ако добро се пласира песнава тука кај нас, нормално мора прво нешто да биде прифатено од државата во која што си, за подоцна да има прилика да се презентира и на пошироката јавност надвор од границите. Не ја исклучувам можноста за обид, за пласмани, за надвор од Македонија и мислам дека ќе може да се случи истото. Наташа, ова е нешто што е од твоите соло проекти би рекла. Изминатиот период имаше и други песни и спотови по кои што луѓето те запамети и можеа да те видат. Меѓутоа што се случуваше изминативе 2 години, некако сега вака кога и маските официјално ни се фрлени, што се вели, фрлени во наводници. Конечно. Да, можам да кажам буквално вака мене барем ми помина овие 2 години со пандемијата. Меѓутоа знам дека музичарите беа едни од позасегнатите и можеби беа потешки времиња за вас. Како ќе ја оцениш пандемијата во поглед на музиката, во смисла на тоа дека еден период нели немавте можност за работа, од друга страна можеби бевте екстра креативни ти и твојот сопруг за да создадете музички нешто друго. Како гледаш ретроспективно последниве 2 години? Дефинитивно game changing ситуација. Во почеток си ја доживеав многу шокантно, како и сите останати. Да, верувам. Со тоа што самото затворање дома се осеќав многу лимитирано иускратено од сите можности кои што претходно си ги имав трасирано на некој начин. Но од тука започна една нова можност за реализација, тоа е работата во студио. Се ориентирав, бидејќи ни беаускратени свирки, настапи, концерти, фестивали, сето тоа беше укинато и ми се отвори можност за учење на нешто ново и да се пронедам во нешто ново кое што претходно се немав ниту замислено, бидејќи знаеш како секој пејач се перцепира сам себе дека е звезда на вечерта и дека тоа е доволно за да може да се изменаџира и со публика и со настапи, но реалноста е малце поинаква. Кога некој сака да биде изграден музичар во денешно време,
мора да има поголемо знаење и поголеми способности за да си помогне на самиот себе. Учењето на работа во студио ми одзема извесен период, додека влегов во ШТОС, но потоа ми се отвори скроз нов свет кој што, резултираше со правење своја музика, тоа што искрено го чувствувам и кое што искрено резонира со мене да го презентирам, да го направам. Успат со Дамир, кој што ми е освен партнер и супер соработник и на професионално ниво, имаме многу супер разбирање и поддршка, сме си цело време еден на друг. Се стремиме кон подобрување еден на друг. Тука е и критиката присутна и само критиката, кога ќе влеземе двајцата во студио, гледаме да го извлечеме најдоброто што може да се извлече тогаш. И да, тоа отприлика би било мое видување. Сета оваа промена која што велиш ти се случи ненамерно, а можеби и намерно, и некогаш така се местат коцките спонтано, води кон веќе албум, твој соло албум. Така. Какви се ве плановите? Тоа ќе биде можеби оваа 2022 годината со многу двојки. Интересно е тоа и како датум. Дефинитивно до крајот на годинава планирам да се објави мојот прв солистички албум, на кој што работиме цело време. Морам да спомнам дека и претходните песни кои што ги имам објавено и видеата со луѓето тимот кои што имам соработувано, еден од нив е Ѓорѓи Вацев, а за Winning Every Game, последната песна која што објавив, беше задолжен Стефан Рајхал, со кој што едноставно многу лесно кликнавме во замислата и насоката на идејата да каде сакаме да ја одведеме визуелно како печат Winning Every Game. Тука беа и Милан Блажевски и Васил Јанев, кој што едниот беше задолжен за монтирање на видеото, другиот беше задолжен за светло, за осветлувањето, а секако и Дејан Сидор, кој што ми е десна рака и константно се движи за мојот изглед во поглед на аутфит бирање. Имам одличен тим на луѓе со кои што постојано соработувам и се надевам дека до крајот на годината, освен албумот, би објавила и уште една песна, но да не откривам премногу. Да не откриваме ќе имаме и други поводи за дружење, а особено сакаме да извојуваме музички простор, односно простор за музички наши гости и артисти кои што навистина творат и создаваат. Сега не знам како е со останатите телевизии, меѓутоа треба нели се повеќе простор да се одвојува за музичарите и за она што го создавате, да не биде нели промоција на YouTube, како што последниве години и месеци стана некоја навика. Се согласувам, медиумите и како можат да влијаат на критичката маса и на публиката. И на тоа што ќе слуша младината, нели? Апсолутно, така, за она што ќе им го понудиме и сервираме во етерот, може само да ги поднаучи дека нешто има и се случува во нашата земја од музички аспект и дека може да слушаат и друга музика. Има многу што да се слушне и што да се види и се надевам дека во блиска иднина ќе се промени на подобро. Winning Every Game, така е насловот нели на последната песна, го погледнавме видео записот, колку сакаш во животот за се нешто да излегуваш како победник? Многу тешко прашање. Има ли символика и во песната и во насловот? Секако дека има. Според мене мислам дека од секоја ситуација од добра и од лоша треба да се извлече позитивното. И тогаш кога мислиме дека е безнадежно нешто, дека треба да сме свесни дека секогаш постои друга една сончева страна кон која треба да се стремиме. Може би ова една победа над целата ситуација која што ја имавме изминатиот период, победа на музичарите, сега зборувам пак за короната, меѓутоа факт е дека ќе остави последици сето она што се случуваше изминатиот период генерално во светот, но тоа ја зафати секако и нашата земја, но во секој случај излегуваме сите ние како победници и гледаме на позитивната страна од животот, имаме научено некои животни лекции и со тие се движиме понатаму. Наташа, некаде пред крајот, што е следно после ова Winning Every Game? Се надевам... Зборувавме за албумот, меѓутоа дали пред албумот ќе следува уште нешто или? Да, се надевам дека ќе има објавено уште една песна. Во подготовка е, работиме на случајот, но ќе оставам да биде изненадување. Викендот пред нас, како вообичаено се релаксираш за време на викенд? Во тишина. Во тишина? Да, за провена. Јас те разбирам. И нашата професија е така, нели, малку пораздвижена со многу луѓе и понекогаш и јас уживам во тишината. Да, константна комуникација со луѓе и постојано работење во студио некогаш знае да е заморно,
Но да, знам и дружба со пријатели на свирка, на такви работи, но преферирам тишина и уживање во време поминато само со себе. Супер. Викендов еден ден ни е сончев, ама во недела ќе е дождливо и врнежливо, така што ќе ти биде одличен. Ама тебе ќе ти биде одличен за уживање. Тоа да. Само со себе. Да.